Друштво, поздрав од Ново Лисиче Будало. И знаете ли зошто сме тука денеска? Тука сме затоа што Пука Козметика прават 30 години од своето постоење. И сва среќа што Жарко не ја издржа брадата, па да ги познавам кои се Жаре, кои се Даре, верувам дека многумина од вас ги мешаат. Друштво, ви честитам за овие 30 години постоење. Зошто почнуваме од тука, што е работа? Од тука почна кампањата по повод 30 години со овој графит, баш символично под мостот на Близнаците. И еве сме од тука да почнеме приказната. Благодариме Бела што не покани во твојата емисија и поздрав до сите гледачи на Слободен печат. Ајде, што ќе се случува? Почнувате некаква рап кампања, видовме нов видеозапис, нова песна, одлична песна, ветерани, она што ве опишува вас. Така го најавувате новиот албум, така? Па да, спремаме нов албум кај Ивица Јанкуловски Штраф во Алшар. Мислам дека овој ќе биде као круда на све до сега што сме сработиле, малце позрело, општествено одговорно, нели, да коригираме тоа што политичари забрлјуваат. И ете првата песна, првиот сингл Рап ветерани, иначе само да кажам делово е на Виктор Соколовски Негро. Тамо гледаш горе Ново Лисиче Будало, ете го Негро потпишан и тука стои ова дека на 13.12 правиме 30 години и тргнуваме да ве прошетаме низ Ново Лисиче, да видите како почна нашата приказна, може? Ајде, одиме. Следна станица од турнејата наречена Пука Козметика во Ново Лисиче ни е оваа. Зошто, друштво? Да, ова е авиончето тогаш таман го направија и го избравме за сцена за еден наш спот од Срце и душа и ни заврна. Цел ден врнеше. И многу се разочаравме. Ние викаме леле сега организации, чуда, врагови, све ни пропаѓа. У 8 беше договорено, у 5 за 8 престана. И како Господ да не частеше, поубава позадина светеа улиците, се доби поубав ефект. Магија убава и испадна многу добар спот со помош на Господ ета што заврна, иако се нервиравме заради тоа. Поентата на приказната е дека немојте никогаш да пред време работите ги сваќате дека готово пропаст, зашто има план секогаш Севишниот и така ни направи една многу убава сцена овде. Често низ вашите видеоспотови, низ овие 3 децении постоење, го гледаме Ново Лисиче. Па да, Ново Лисиче е нашето филмско студио, значи сега ќе ве однесеме плюс на некои локации. Еве и последниот спот тука го снимавме, значи едноставно сите комшии знаеа што се случува, па да не ги редам од Ново Лисиче Будало, Естрада, да, и голем дел од комшиите и ни учествувале во самите спотови. И децата и повозрастните, тетка Летка во неколку спота ја има и во спот на Тони Зен и Илјо, Батко Илјо, значи ова е нашето филмско студио, а новолисичаните се нашата екипа, нашиот екипаж. Одлично. И Каде благодариме за тоа за цел живот. Каде ме носите следно? Се идеме умало. Ајде умало, идеме умало. Ние уште 91 доаѓаме, 92 правиме Усијани глави. Група во оделение со Зоки Шујц тука подале. Аха, значи тука. Ама иначе почнавме рап да слушаме пошто баткото наш на Васковци таткото негде 89-та, 88-та донесе дома касети со рап. Public Enemy, NWA, BDP, Two Life Crew, такви некои работи, нормално слуша ние батко. Слушаме и ние и од тука чивијата ни влегува. А добро, друштво, ве знам веќе години, никогаш не сум ве прашала зошто Пука Козметика, како доаѓа името да се вика Пука Козметика, не знам. Сакаш пластично да ти покажем? Имаме таква нешто? Не знам дека ќе ги прашам. Зашто Пука Козметика? Ајде. Значи ние као рапери
Моравме да се познаваме дека сме со дресови, дека сме со Широки панталони, со ова, со она, ама в зимно време јакните, нели Диадора на тоа време што беа и тие монтки. Монтките, да. И сега не можеш да Не може да те познаат дека си рапер. дека си рапер. И А треба, град. тоа е Мора. многу важно, нели? А за десни купил тато што бил пола плата од мама. Добро. И мама беше многу љута, ама тато не ја исполни таа желба. Ние викавме дека петки све ќе редиме. Ова е пука. Така, вака идете. Вака. Ево, гледаш ова. И ја ги зезам, викам манекените се облечени, знаеш како пукало, а сега рагби дрес плюс ракавите тука напуцано, и викаме манекените се облечени во моделите на Пука козметика. Одлично. Ова за ваканција на идење на кај град се останува тоа. Абе добре, имало глупо, смешно, ај ќе си го земеме и така. И си остане Си јад. го земеме. Да, Одлично. иначе како изгледа ова? Одлично. Пука козметика. Аха. Тука во скривницата е Токсикологија Music студиото, кој функционира од 2007 до кај 2012-13. 14 можеби. И тука е направено голем дел од музиката од тој рап од Ново Лисиче кој што едно време и беше сериозна, како да кажам, музичка сила во Беше? налагање. Даре, ајде ако направиме една паралела, тогаш вие сте, буквално сум растела со вашата музика и во тоа време рапот беше страшно популарен, рапот, хип-хопот, R&B. Тоа беше нешто што се слуша во дискотеки, тоа беше нешто што се слуша по дома, кога се спремаш, кога пред да идеш на училиште, низ мало, на секаде. Наспроти денес, како го привлекувате вниманието? Дали имате млада публика? И како денеска да станеме допадливи и да го сакаат вистинскиот рап, зборувам, новите генерации? Да, не знам сега, не верувам дека имаме многу млада публика. Значи некако се сврте кругот и се врати на почетната позиција. Тука сме некаде сите, плюс минус 500, 200, 1000, ајде до 5000 максимум луѓе кои што сакаат и слушаат вистински хип-хоп, вистински рап. Порака до младите, бидејќи сега имате многу неограничени можности во смисол на добивање до информација, меѓутоа сте нападнати од многу шунт. Значи тоа што е на трендинг не мора да значи дека е добро. Така да прогуглајте, напишете и никој пат историјата немој да прескокнувате и да ја бришете. Тоа е една замерка до младите артисти кои што мора да знаат, исто како Жаре што ги спомна преска, чисто околина до Most Wanted, значи мора таа приказна мора да се знае. Таа приказна кој почнал, како почнал. Оти тие почнале, сме продолжиле ние, продолжиле после нас генерации, сега сте вие наред младите, правете квалитетна музика со порака и поента и така ќе остане и позади вас некој евергрин како што стојат неколку парчиња и позади нас. И кога ќе поминат годините, песните да останат. Бидејќи сега можеме да претпоставиме и да го замислиме Пука козметика, ако го замислиме како еден маж, нели, во зрели години, 30 години, Чичко рапер, Чичко Пука козметика, кој би бил да има ли некоја јавна личност која што би била синоним за Пука козметика како 30 годишен зрел маж или жена може, не знам сега. Па не знам дали имам таква личност тука, ама тоа би бил еден чесен, скромен, искрен, вистински мајчин лик. Значи тоа е човекот кој што ако види тетка натоварена ќе стрча да ја помогне, ако се селат комшиите ќе пушти рука. Ние така сме растени, туку ова мало кој има дојдено после нас, да знаете дека сме го уселили. Ретко каде, како, тука седиме екипа деца, гледаме стига камиончето, стануваме и Чичкото изненаден, знаеш, ова. Најверојатно таков е и тој рапер. Маж, да, мајчин, жена, мајчин. Небитно. Некој што има високи принципи и цели на нешто што е повеќе од лажен сјај и
не знам, финанси или не знам сега што е модерно, вјувсови, прегледи, лајкови, инфлуенсање. Секако дека се надевам, барем по тие пораки што до сега низ комуникацијата ги добивме од кога објавивме дека славиме 30 години, ни покажува дека Пука козметика и на многу луѓе им значи нешто повеќе од обична рап група и обична рап песна. Да, еве кога го извадивме албумот, не знам дали се гледа сега стара е Пука. Да, ти го напука, ова е од децава од мало, они само иницијативно, ете тие Цацко, Аце, Фичо, малските деца, они самите си тука на шкрта, па ова е дворот на Ристен, на брат ми постариот другар. Море, што сте ми шкртале ова? Абе не сме ние, да. И така имаме, пример, проблеми со тоа цртање и ден денеска. Добро, тоа е дел од вашата култура, нели? Да, ама гледај се, ние почнуваме со повторно со графит. Ние кога работиме, значи кога е волкот дебел у вратот, затоа што сам си ја брка работата, значи ние и у 2006 се јавува Панчо од ДНК, Бог да му души прости, вика свилаве бара. Или наступ, знаеш, ќе падне. Кога он му се јавил на Дара, ја утре отварам диско, вие цело сте ми го ишкртале, знаеш. Исто со Стенсо, Пука козметика, пуштивме омладинци. 101 знак уште таму под железница. Ова наравучење треба се знае кај сами да си шкртаме изгледа. Ти сами нема да сами знаеме каде, да, сега може, у моментов каде не ќе идеме после интервјуво, градска болница да си ја вратиме у нормала како што беше. Графитот комити. И графитот комити тамо во ИТО внатре го ставиле стенсилот децава. Ама тоа е сега, испадна добра песна со реге проектот од оваа села ситуација. Зошто волкот е дебел у вратот, сам си брка работа. Ке се сигнеме да видиме што Да. Супер. Ајде да видиме вратата, сакам да видиме. Токсикологија. Ова е видео еден и единствен ваков му беше. Знам. Тука сними, тука. А сега функционира местото? Па не, ова е скривница, значи ние ја сквотавме, тука живее во влезот Ген, одличен сега во моментов електро и транс диџеј. Тоа како преброиме некоја груба пресметка, над 200 песни, композиции подпишани со Пука козметика, или се лажам? Да. Тука се 4 албума, значи, собираш. плюс ги вметнуваме, нели, Хроник екипа, Елоквентни господа, Токсикологија албумот и некои песни кои што сме гостувале со работки за лево десно со други артисти, така околу 200 песни се. Ново листиче Будало, имам впечаток дека некако ве запопа најака и некако пошироката јавност ве запозна со таа песна. Таа ви е песната на песните. Слушај, не знам дали ти беше ова ненамерна грешка, ама некој пат така излегува, ти го кажа ве запопа. Да, малце ме стави у поп мејнстримот, Ново листиче Будало, акна јако, ја и Жаре не ни бевме туку во Америка, бевме на студентски престој. И Слаткари Скитни пишуваат, абе, враќајте се, ова е лудило, знаеш, не бараат за настапи, за ова, за она, песнава гори. Ние поима немаме, ние робуваме таму. Не, ама јас знаев, имав осеќај, пошто у тоа време, пример, како шеташ тука од мало, таму некои деца на телефон ја пуштаат, после ќе пројдеш таму ја пуштаат на телефон, значи више вртеше низ телефоните, што значеше дека има потенцијал таа песна и плюс можеби сме првите рапери кои што своето мало го ставаат на пиедестал, знаеш, не. А добро, еве ваш доем, која песна вас ве опишува како дуо? Па не знам, мислам дека од срце и душа што ја спомнавме таму кај авиончето е една од тие песни. Па и Ново листиче Будало, во албумот Македонија во 2012 исто многу кажавме и нажалост све стои, еве, после 13 години ништо не е општествено променето. Волкот ги менја
Тоа се менјаат гангстерите и тастерите, волкот го менја крзното, но не и намерите и некако се врти, а ништо не се менува. Во новата музика, новиот албум ќе има корекции на општествените политички случувања? Да, секако, тоа сме ние, значи секој пат кога нешто ќе се случило, така и песната Македонија испадна 2008 кога требаше нешто у НАТО да не примаат ли нешто у Букурешт и ни удрија бан. И као тогаш почна да се чечка, ќе го менјаме името вака така, ние бевме доле у студио преска беше вако и само таа информација некако влезе и почнавме, ја снимивме таа песна Македонија. Вака темите кои што ги работиме ние 90% можеби да се општествено коректорни, тоест одговорни и често шуруваме со комедија, значи ќе има со хумор, ќе има некоја зафрканција сигурно нешто да пецнеме и нешто помекичко. Емотивно за децата. Емотивно не сме им направиле до сега песма, не сме им посветиле. Така да ќе биде шарено, а не се оператуваме, го работиме на тендански. Полека, не ги правиме како порано. Порано, знаеш, студио своје си имаш и фактички секој ден си во студио 24/7 и затоа е можно и да настанат и проекти како Елоквентни господа, кај што пцуењето го качивме next level, безобразлукот, испровоцирани од тоа што не цензурира за ситни работи. Хроник екипа кај што е удрено на незење и на пиење, меѓутоа и општествено свесни песни, а овој пат ќе биде шарено, меѓутоа углавном ќе биде такво. А кога ќе ги слушнеме другите песни? Сега една слушнавме? И пат другите песни сакавме уште една да пуштиме до концерт, меѓутоа бидејќи волкот си е дебел у вратот и самите работиме све околу концертот, не стигнавме да снимиме уште една спот за уште една песна, што се вика Сива зона, за сивото Скопје. И се надевам дека негде дали пред нова година, дали после нова година ќе пуштиме уште еден сингл и здравје Боже, еве не си ставаме ние овако, меѓутоа во текот на турнејата низ Македонија би требало песната да промовирате, да полека да излегуваат и таму негде во некое време и да го објавиме и албумот. Вие, значи, одите како некогаш кога се слушаше да се доживее музиката, песната да се доживее, да се опипа со сите сетила, па после следната песна. Да, порано беше сними плесни замеси, пушти, сними плесни и со грешки, и со чуден текст, небитно, чета, ама така не беше стилот. Запопи, тоа е. Јас и многу млади вака артисти со кои што комуницирав ова, чекам, спремам и викам не чекајте. Знаеш, зашто после 6 месеци ти више не си истиот човек и таа песна дали ќе се свиѓа тебе лично. И можеби никогаш нема да ја пуштиш. Така да порака до младите артисти, снимај, пуштај, не мисли на последици. Ново Лисиче будало е снимено у детска соба. Така да е нашиот најголем хит. Така да нема тука во кој студио си како си треба моментот, треба да се свиѓа песната и снимај, пуштај, не го мисли. 13-12 сега више после 30 години имаме право малку да, нели? Точно за 13-12 ги спомнавме младите МС-ња, значи како и секогаш ја и Даре сме во улога на патрони, односно поддржувачи на младите артисти, така да ќе се појават на бината од 16 годишни МС-ња, 17 годишни МС-ња до созреани тие рапери кои што сакаме да ги слушаме. Тие рапери кои што сакаме да ги слушаме ние лично, кои што ни се најонака да речеме фес со исклучок на 2-3 што не може ради оправдани причини. Сакам и за плочата да ве прашам. Многу ме интересира како дојде идејата да направите плоча и дали веќе некој ја купи? Па ја купија на наше големо изненадување за првите 30 сата 27 плочи продававме. Од кога објавивме дека има приордер, веќе движиме кон бројката 50 продадени предвремено, значи. Приордер. Што ви благодарам многу, ни изненадивте и дека има почитувачи на тој звук, на тој носач на звук. Плочата ни е дамнешна желба, значи уште од кога почнавме да работиме, ние сонувавме дека еден ден ќе извадиме плоча, ама некако ни беше многу далечна, многу беше скап процесот и нажалост
тоа што се правело во Југославија во прошлиот систем, тие сите машини некако испаруваат и сега све можеш да правиш надвор од границите на Балканот, но ние најдовме дечки од Бугарија кои што сега влегуваат ентузијастички, значи купиле машини, рокамакофон. Е изработена во Софија и се надевам дека не е многу голем тиражот, значи направивме 200 копии првично, што мислевме дека е и премногу, меѓутоа еве времето може ќе не демонтира, па ќе мора да правиме второ издание. 13-12 оваа година се одбележува 30 години. 30 Карти има уште? Карти има, ќе има и карти и на врата, 600 денари, МКЦ е голямо, значи ние не си правиме филмови дека не знам си кој, јас знам дека таму ќе бидат нашите другари, фамилија, пријатели, малските, почитувачи, Ново Лисиче, Скопје, Македонија и МКЦ благодарности до нив што ни спочитува, значи почнува приказната во кино Фросина во 20 часот. Потоа имаме промоција на плочата горе и мал коктел кај што жаре и даре частат лапачка и пијачка. И потоа продолжува концертниот дел на роденденот во денсинг салата до неограничено време додека има луѓе и забава сме таму. Плочата ќе се продаваат и вакви интересни мајчки и жаре даре. Фала ви многу што бевте дел од Слободен печат. Респект, Дела. Јас само ќе им кажам на гледачите, доколку сметате дека не поставив некоја прашање, а е важно за Пука козметика, ете каде можете да ги прашате лично. Поздрав. Персонално, фала многу, уште еднаш Слободен печат. Чекералот се гледаме во сабота, сите да дојдат. И ова не беше обично интервју што многу ми направи кеф. Браво за Дела. Фала Дела. Ништо.